Дали Европската Унија ни ја кажува вистината, која владата сака да ја премолчи? Еврокомесарот за миграција Димитрис Аврамополос вели Унијата е подготвена да ја помогне на Македонија за изградба на нови кампови за бегалци, нешто за што јавноста одамна има сомнежи, а власта пак упорно демантира. Ако владата има потреба од наша поддршка, финансиска, ќе се обезбеди. Тука сме да помогнеме со нашите експерти, за да им обезбедиме и на владата и на властите соодветна поддршка. Меѓутоа, досега не е доставено такаво барање, но ако се случи, ние сме тука подготвени да обезбедиме помош. Министерот Спасовски вели денеска не било говорено за такво нешто, потенцирајќи дека индици за мигрантски кризи немало, но во моментов. Ние за сега немаме проблем со миграцијските текови, меѓутоа треба да бидеме подготвени ако случајно имаме некакво зголемување на миграцијските текови. Ние немаме индици сега во моментот дека би можеле да имаме миграцијски текови какви што беа во 2015 година. Учесниците на Министерскиот форум за правда и внатрешни работи ЕУ Западен Балкан велат регионот треба да биде дел од европското семејство, но за тоа треба да се исполнат сите барања. ЕУ бара реформи во правосудството, владење на правото, како и борба со криминалот и корупцијата. Практично, истото што постојано го слушаме од странските фактори, изминативе 2 години. Денеска тоа го потврди и министерката за внатрешни работи на Финска, Марија Охисало. Сите критериуми за членство мора да се исполнат, особено реформите во сферата на владењето на правото се од суштинствена важност. Спасовски порача дека борбата со проблемите со миграцијата се една од главните цели како на Македонија, така и на Европската Унија.